Дали ни следува нова битка за Радуша, овој пат заедничка, овој пат против еден многу опасен непријател кој што практично го имаме низ целата држава. А тоа е ѓубрето и отпадоците. Добив информација пред неколку денови дека нешто многу лошо се случува околу заштитеното подрачје низ изворот Расче. Ни во Бангладеш, ни во Индија не сум ги видел овие сцени, 30 на километри од центарот на Скопје. Се наоѓаме во заштитеното еколошко подрачје низ изворот Расче. Изворот Расче кој што 25% од граѓаните на Македонија се снабдуваат со вода. Исто така сакам од терен, од лице место да проверам дали шверцерските канали кои што 2001 година се користеа за внес на оружје во Македонија, денеска некои структури во Косово ги користат за внес на ѓубре во државата и да го складираат на наша територија. Сакам да провериме дали овие гласини се точни. Функционират, но никој од села не врши шверц. Ова е Македонија. Позади оваа река е веќе косовска територија. Се гледа дека има тука траги на возила кои што поменувале, дефинитивно тука има движење. А исто така и да видиме како живее селото денес 20-30 години по војниот конфликт. Остатоци од борбените дејства. Гледате овие дупки од куршум. Значи се наоѓам во селото Радуша. Значи денес имаме само една локација. Одиме за Радуша. Нешто многу важно да не заборам. Ти пак дојде да ми испратиш, а? На вакви теренски патувања не ќе да патувам сам. Денеска со мене ќе дојде и Тони, мој добар колега од Канал 500 години, заедно работевме, но многу кризни региони снимавме, со него бев во Украина пред 3-4 години. Така што Радуша како поранешно војно подрачје може да биде непредвидливо, така што бидејќи плюс ќе одиме до македонско-косовската граница, така што ќе ми биде корисен денеска и со задоволство прифати да дојде да работи со мене. Ево Тони доаѓа. Генерално планот е ваков, одиме првен до Радуша, снимаме се што гледаме по пат, потоа ќе пробаме да стигнеме до шверцерските канали на самата граница помеѓу Македонија и Косово и да видиме дали тие се активни. Вика само 30 километри до тамо, а 57 минути, значи 1 саат возење. Некако многу, ама претпоставам дека поради тоа што патов не е нешто. Да, ќе влеземе тука од главниот дел на селото, а потоа ќе одиме во околината, па повторно ќе се вратиме. дека власта цврсто ги штити националните црвени линии на идентитетот. Ѓурче, Чичко Перица и тука од Ранка Милановиќ ќе го носевме. Треба да одиме да го видиме денева. Блокади од Бугарија во иднина. Излеговме од Скопје, возиме се моментално низ Кондово, од тука за Расче па Радуша. Пред Расче, кај што се дрвата тамо е буквално изворите Расче. Ова е заштитено подрачје од прва категорија и прво нешто што гледаме, видете го ова ѓубре. Градежен шут, гранки, се што не треба е тука и отпадоци. Меѓутоа, според тоа што ми е кажано и што е најавено, ова не е ништо за тоа што се случува и во другите делови околу изворот Расче. Ова вака не сме да биде, ова е противзаконски дефинитивно. Океј, ќе одиме понатамо. Генерално колку има пешки идења до границата со Косово? Близко е, ќе ти кажам. И со кола можеш да одиш до граница.
Со кола до граница може да се оди? Па, тоа бе, Браво. а пат има. Се не, опе суфе колава, мислам дека ќе се качи до горе. Со која кола си? Со Peugeot. Добро, ќе сам си? Со колега, со снимател. Добро. И буквално после 15 метри, 20 да речеме, во природата е една чешмичка и видите тука што има. Не ќам да претерувам, меѓутоа ова личи буквално на класичен екоцит. Идам до горе јас. Значи наваму е се крш и уште полоше. Ова е нереално, луѓе. А што е уште поразително, околу се ниви, значи тука се произведува храна која што потоа ја јадеме сите ние. Тука е Валкано, што ако застануваме на секоја депонија по пат, ќе треба 3 сата да стигнеме. Стигнавме во Радуша. Прво што гледаме е сообраќајен знак во Македонија напишан само на албански јазик. Сега првен ќе одиме да го видиме тоа што се случува околу селото, а потоа и до самата граница. На самата периферија на Радуша сме, тоа натаму што гледате брдата е веќе Косово, а тука веќе директно се гледат последиците од конфликтот во 2001 година. Овој објект пред нас била поранешна менза или ресторан на дел од рудникот за хром, а денеска е еден целосно запуштен и урнат простор. Ето дека дупките од куршумите тука се уште се. Се ќе влизаме внатре да ви го покажам објектот. Значи замислете дека порано тука доаѓале работници, ручале, јаделе, економијата на овој регион била претпоставувам добра, а ова е тоа што го направи транзицијата и конфликтот 2001 година. Ајде да продолжиме да ви го покажам нашиот заеднички непријател. Јас сум снимал се и се што, меѓутоа луѓе вакво нешто немам видено. Ова е просто неверојатно. Ни во Бангладеш, ни во Индија не сум ги видел овие сцени, кои што ги гледаме во најубавите делови на државата, на северот, на 30 на километри од центарот на Скопје. Заштитеното подрачје на изворот Расча. Погледнете, ова се е горено. Остатоци од изгорена. Нешто не е во ред со нас. Само замислете, за момент замислете, вакво нешто да се случеше во некоја друга европска држава, каде што во заштитените подрачја околу нивните извори, каде што 1/4 од нивните граѓани се снабдуваат со питка вода, наместо заштитено подрачје, еколошко подрачје, да има вакви слиги. Само замислете каков скандал тоа ќе беше. Кај нас не ни зборуваме за тоа. Ние се занимаваме со други работи. Ова е приоритет на приоритетите, ова е нешто што мора веднаш да се среди, да се заштити, да се огради, бидејќи повторно ќе кажам, се работи веќе не за нашата национална гордост, се работи сега и за нашето здравје. До тамо стигнавме. Ама право се дека организирано на повеќе сектори. Дрвенарија, кој на Да. Баварија, гледаш? Дрвенарија. Тука е сектор автомобили, пошто гледаш има гуми, такви работи. Каде беше за бела техника делот? Ќе го најдам, не знам се збунив таму некаде горе. Не. Онде се гледаш, имаш машини, Да, барабани. Така е. Гори има сектор стакло, а ова што е пластика тука го горат целото. Јас отидов скроз тамо до крај, али се отвори уште толку депонија натамо. Палењето на ѓубре произведува чад кој што ако дувне ветер по течението на Вардар и ние во Скопје го чувствуваме. Лична претпоставка, еве можете сега и од воздух да видите самата депонија каква е. Мојата лична претпоставка дека е долга околу 1 километар. Следна задача ми е да ги провериме тврдењата доколку е тоа можно секако
дека оваа депонија се користи од соседните косовски села кои што ги користат старите шверцарски канали кои меѓу другото и 2001 година се користеа за шверц на оружје во нашата држава, овој пат да ни носат ѓубре на наша територија. Не знам ова дали е точно, меѓутоа секако ќе пробам да дознам. Од тука да излеземе од ова ѓубриште и по друг пат ќе одам на едно место каде што дел од локалците тука ми кажа дека се шверцарски практично канали. Ќе пробам да видам, да ви покажам и да го открием одговорот и за тоа што се случува таму. Сега по овој пат се движиме кон косовската граница, околу 400-500 метри сме до самата гранична линија. Стигнавме. Еде таблата која што покажува дека се движиме во гранично подречје. Само со дозвола, меѓутоа ние сме новинари и можеме да поминеме. Сега, што е интересно. Овој пат што го гледате тука, 2001 година беше една од најактивните рути кои што паравојните формации на УЧК тогаш ги користеа за шверц на оружје. Практично и луѓето кои што ја нападна нашата држава, буквално од овие делови поминуваа. Ова е Македонија. Позади оваа река е веќе косовска територија. Се гледа дека има тука траги на возила кои што поминувале, дефинитивно тука има движење. Меѓутоа дали се користи за ѓубрето за што зборуваме, тоа не можеме да кажеме. Мислам дека некој треба мештанин побаво да ни објасни ситуацијата. Ова е рекичка, ги дели Македонија и Косово. Ќе се качам се тука горе за да видиме како изгледа тоа згора. Самата гранична линија северност од Радуш. Еве тука некој мост има. Еве реката како поминува доле. Ова што гледате напред е се Косово. Радуш е натаму практично, право. Секако дека не очекував некој тука преку ден да видам дека пробува нелегално да внесе ѓубре во Македонија и да го прави тој екоцид во близината на селото. Чисто сакав да видам дали се такви географските услови за тука некој да може да помине ако сака, но овој премен нерегулиран. Дефинитивно може. Сепак уште еднаш ќе кажам, мислам дека ќе треба да пратиме некој од селото да ни го каже тоа. Овие што се шверцерските канали, што е до граница Албанија, има шанси како што викаат дека ги користат за од Косово доаѓаат да истируваат тука ѓубре? Мислиш дека такво нешто се случува? Нема шанси тоа. Да се фрли ѓубре нема шанси. Бидејќи шверцерските канали ако функционираат, но никој од села не врши шверц. Не, за луѓе од Косово мислам. Да, не е овој патот што поминуваат шверцерците, од другата страна на границата, не е овој. Бидејќи овој пат не те води, можеби е порасипан пат и не те води до каналите кај треба шверцерите да поминуваат. Откако исклучивме можноста дека од надворни се носи ѓубрето околу Радоша, мислам дека е лесно да заклучиме дека тоа сами си го правиме, со што се прави нашата одговорност за ситуацијата уште поголема. Можеме сега да влеземе малце во селото внатре и да видиме последиците од конфликтот 2001 година. Знаете дека тука имаше еден голем рудник за хром, имате на многу интересна управна зграда порано што било, има еден споменик на НОП. Сакам да видам и тие во каква состојба се влегуваме во Радоша. Значи стигнав до управната зграда на поранешниот голем рудник за хром и сега ќе пробам да влезам внатре да видиме што е тоа останато од поранешниот гигант. Гледате, дупки уште има од куршумите, од борбените дејства тука 2001 година. Еве како изгледа внатре. Ајде да видиме како, што се случува. Опа! Дека прв пат во живот влегувам во старата управна зграда.
Не знам ништо да очекувам. Меѓутоа сакам да видам што имам внатре. Интересно. Значи се наоѓам во селото Радуша, по старата зграда на рудникот Хром. Видете. Тука се е срушено. Тука е стара чешма, полна со цигли. Гледате дека дури инсталацијата тука е уништена. Интересно. Чејде да ми наома што морам да внимавам каде газам. Некои сандаци има. Знам дека во 2001 година исто така во за време на конфликтот овој објект се користеше за многу работи. И мислам дека ние сме, или јас конкретно сам, нема новинарска екипа, јас сум сам, може би првиот новинар, кој што влегува тука, да види како денеска изгледа ова место. Идеме сега горе. Сакам да видам Тивок, бидејќи да не ги вознемирувам локалните жители, не знам како ќе реагираат искрено. Видете. Остатоци од борбените дејства, или тоа е дупки од куршум. Само сакам да внимавам каде газам. Тука се е украдено што може и се е уништено. Како изгледа? Целиот кров е срушен. Ова се последици од конфликтот. Добро. Мислам дека целосно ја разгледавме. Морам да стварно да внимам бидејќи има шајки, има стакло. Да не направам некоја белја, не да боже. Е стари канцеларии, некои тука биле, сигурно, на вработените. Многу ми интересно, само што ќе се замислам дека тука цело стопанство практично имало, а денеска се е оставено да пропаѓа. Има надвор еден споменик на борците од НОБ и тој е уништен во 2001 година. Практично од постаментот наголе целото е уништено, што е навистина многу тажно, меѓутоа ете се надам дека никогаш и тоа ќе се поправи. Мислам дека можеме да излеземе, дека доволно е. Че сам да имам од каде. Тука. Добро. Значи тука негде ја завршуваме нашата приказна за Радуша. Тоа што ви го покажавме е навистина една еколошка катастрофа која што се случува околу изворот Расче, огромната дива депонија
во околината на село Радуша. Констатиравме дека покрај тоа што има тука шверцерски рути кои мене лично ми изгледа дека се активни, не мора да сум во право, и дека може да се носи смет според изјавите на мештаните, тоа сепак си го правиме ние самите, меѓутоа тоа е во толкава димензија големо што мислам дека надлежните треба итно да реагираат, бидејќи се работи, како што кажавме неколку пати, за заштитено подрачје. Како и да е, таа е приказната која што сакавме да ви ја пренесеме овдека од селото Радуша, од македонско-косовската граница и во околината на прекрасната природа на селото која што немилосорно ја уништуваме.